Е време кога се смета дека полека зимата се оди, кога веќе толку нема опасност од тие екстремно ниски температури, под минус 15, 17, па и 20 степени Целзусови, температури кои што може да предизвикат проблеми кај виновата лоза во фаза на мирување, во оваа фаза. Резидбата или кроењето е многу важна, затоа што е ова операција каде што се стартува и се обликува понатаму самиот чокот, односно самата винова лоза, и со тоа се регулира не само родот, него и староста на виновата лоза. Во колку не би се изведело кроењето, тогаш што текот на времето ќе дојде до изродување и уништување на самата винова лоза и пропаѓање на самиот виноград, да речеме. Кога станува збор за виновата лоза, може да се каже дека не само ние искористивме, заштедивме во однос на топлината, затоа што беше релативно топла зима, него исто така и виновата лоза, па и овошките, али еве сега за виновата лоза, добро помина, немаше екстремни температури кои што би се движеле под минус 17 и повеќе степени, кои што можеа да предизвикат штети. Значи, сведоци сме дека најчесто температурите беа во последната фаза, во последните денови, последните 10-15 дена, до минус 8, минус 10 степени Целзусови, кои температури воопшто не предизвикуваат никакви штети.